Добро вечер, почитувани гледачи. Добредовте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е професорот Михаел Гаревски, кој со своите над 40 години кариера е познат во Македонија. Станавте на некако начин синоним за земјотресното инженерство. Благодарам што ја прифативте поканата. Со задоволство прифатив. Обично кај нас јавноста ве препознава како долгогодишен директор на ИЗИС. Често се појавувате во јавноста, говорите за земјотресите и за градбите. Но поводот за ова ваше гостување овој пат е малку поинаков. Ќе говориме и за земјотресите и за градбите малку подоцна, но поводот се состојбите во високото образование, кои се актуелни овој период, откако Министерството за образование предложи пакет од 3 закони со кои, како што тврдат, треба да се подигне квалитетот на високото образование. Па еве на почеток, знаете, секогаш кога ќе се отвори дебата за високото образование, кога ќе се понудат некакви решенија, некакви реформи, некакви измени, веднаш првата реакција на професорите е дека власта сака на некаков начин да име наруши автономијата на универзитетите. Па гледате ли вие некаква тенденција кај владата за ова или тоа е едноставно онака рефлекс на прво кај професорите? Еве, најпрво би почнал дека практично никогаш нема идеални закони. И секогаш законите може да се подобрат. И јас сум дошол овдека не да ги критикувам за законите, туку да помогнам, ако можам, нешто каде сум забележал дека може би треба да се поправи, да се поправи. По однос на автономијата, би рекол навистина многу добро прашање. Мислам дека професорите автономијата повеќе ја гледаат, не сакаат некој да им командуе, отколку се заинтересирани за академската автономија. Никој не им се меша во нивните предавања, но... Добро, сега се плашат че се формира некаков совет, па предпоставува дека таму ќе има своји членови владата и дека на таков начин ќе може да влијае. Па, мислам, во научните институти, да, тоа е една таква работа постои може 40 години и тука има малце навистина. Владата сака, предпоставувам дека има некои национални институти, но професорите генерално се бунеат за таа автономија која што практично ја имаат и нив сите примедби се сведува повеќе за тоа дали ќе им се дозволи комотно да управуваат со парите и дали да не управуваат, и што беше за мене најголемо разочарување, они се трудеа, ако може, критериумите за избор во звања, што е можно повеќе да ги редуцираат, и еве сакам да го пофалам на некој начин и двата закона, бидејќи навистина за прв пат мерките се многу построги од порано. Особено, никогаш во ниеден закон не се спомнувало, а ги знам сите закони уште од министер кога беше Ефремов. Он се обиде меѓу првите дека беше така еден од попознатите и афирмирани научници во светот. Генетичар, да проба да уведе публикување во часописи со инфактор, но не успеа. Се обиде и Груевски подоцна, но знаеме тоа заврши со професорски пленум. Може ли да ни се повтори нешто слично такво? Гледам и сега отпор кај академскиот синдикат, но додуша не е со таков интензитет како што беше не би пред 10 години. Значи, законот од 18-та година направи големи штети. Не викам дека и пред тоа било идеално, но законот од 18-та година направи големи штети и сакам да потенцирам да вистина е изузетно добро што еве основни бази за реферирање се Web of Science и Scopus. Сега има и некои мали примедби, не ми се допаѓа, и малку се дојде чудно, што некоја се остава, еве, и не знам како се вика овој националниот совет да одлучува за други одредени бази. Предпоставувам дека може би за Google Scholar базата, која што е малце по да кажам, не ригорозна, за разлика со Scopus базите и со Web of Science се влага во Шангајската листа
на први 1000 универзитети. Да. Без овие да се земат од преди, не може да се влезе. Фактички целата дебата се отвори во општеството и овај обид на владата да се промени нешто е токму поради тоа што УКИМ отпадна не само на шенгенската листа, туку отпаднавме од тие 2000 на листата што ја прави Центарот за меѓународно рангирање на универзитетите. За другите од Македонија и да не правиме муабет, зборуваме за УКИМ како најреномиран наш, и тој отпадна од 2000, ние сме практично во група со Албанија, Босна, Косово, Црна Гора, немаме меѓу првите 2000 ниту еден универзитет. За разлика од нас, Србија, Хрватска, Словенија имаат и по неколку. Дури забележав дека универзитетот во Крагуевац е рангиран на 1600 некое место. Па прашањето ми е, вие сте едуцирани уште од тоа време, сте професори уште од тоа време, бевме во ист систем, во иста држава со тие. Зошто се тие толку поуспешни и напредуваат, а ние тонеме се повеќе? Јасна е работата. Значи, спрема Google базата на податоци, УКИМ се наоѓа на 2220 место, што е многу лошо, бидејќи тоа е многу по-слаб критериум. Другите универзитети се наоѓаат наши негде на 3000 и 4000 место. Факт е што дури и мене ме зачуди, мислев дека словенците ќе бидат подобри. Универзитетот во Љубљана од Белградскиот универзитет. Значи, Белградскиот универзитет е на прво место, негде измеѓу 400 и 500 влага. Втори се словенците измеѓу 500 и 600, тука се и хрватите. Тука е и универзитетот во Солун, а проверив и универзитетот у Софија не е на првите 1000 во спрема шенгенската. Кои се причините, професоре? Зошто заедно сме биле, ист систем сме имале, исти вредности? Ќе ви кажам, дури би рекол јас дека пошто ги познав сите професори од градежниот факултет, јавно што го кажувам малце како лош збор, бидејќи беа одлични проектанти и оние беа добри тезгари, немаа многу трудови порано, немаа многу трудови градежниот факултет у Белград, но во зашто има две причини зашто се први. Затоа што они го донесоа законот со овие критериуми сега што се предлагаат, може би пред 7, може да и пред 10-15 години. Сите во регионот ги донесоа пред нас. Ова е први пат ние да го донесеме овој закон со вака релативно оштри критериуми, што мислам дека треба уште малце да се докоригира. Тоа е првата работа, а втората работа, мисле чини, тоа е најважната, бидејќи они имаат одамна познати нивни научни институти. Да речеме како што е Михајло Пупин или да кажеме некои медицински факултети кои што им носат многу добри поеми. Еве да ви кажам, можда мислев да го спомнам тоа на друго место, кога се однесува на тоа што насите професори стално се жалат, тој им е најдобар изговор. Државата не плаќа доволно пари за наука, затоа ние не можеме да... тоа е најчесто аргумент. Тоа е правење демагогија. Руџер Бошковиќ и Јозеф Штефан годишно имаат негде просечно по 100 Horizon програми од европски проекти и сумата обично што ја зимаат од тие европски проекти се движи негде околу 100 милиона евра. Значи Тоа се институти? Тоа се институти, но тоа се врни. Тие институти влечат традиција од бивша Југославија и токму тие институти на словенците и на да кажам на хрватите им го качуваат оној скор за шенгенската листа, која што има 4-5 параметра. Еве стално модерно збора, ние немаме нобеловци, но они имаат високо цитирани професори и односот, што е исто многу важен. Бројност на професори, број на
цитирани професори, како го викаат тоа пер капита, ке нас не може да биде. Затоа што ние имаме голема бројност на професори. УКИМ има над 1200, колку има професори? Над 1200, да. Вкупно имаме 3000, ако добро забележав. Доктори на науки во Македонија има над 3200. Да. Од кои најголем дел се секако ангажирани на универзитетите. Професоре, вие напишавте на колумна, така и дојде да се договориме за овој разговор, во Нова Македонија објавивте со наслов Македонската наука умира, ние тоа го дозволуваме. Тука ќе дозволите да цитирам една реченица во која мислам дека давате диагнозата за тоа каква е состојбата. Кај нас викате македонската наука денес е на апарати за одржување, но се уште е жива. Имаме знаење, имаме талентирани млади, имаме луѓе со меѓународен капацитет и имаме уште малку време. Прашањето не е дали е можно, прашањето е дали имаме храброст да признаеме дека само радикална меритократија може да не спаси. Па сега моето прашање за вас е дали во овој пакет закони што ги предлага МОН гледате ваква желба, волја да се направи радикална меритократија во системот или ова ќе биде само уште еден од низата компромиси што ги правиме и ќе ни го потроши тоа малку време што ни останува? Добро, морам да признам дека пред се ова е пишано после донесувањето на законот и затоа и малци ме инспирира, но овие се точните параметри, што апсолутно, и јас ја поставив оваа колумна и на мојот Фейсбук, немаше негативни, имаше многу лајкови, немаше обично некој знае некој да каже, ма ти што збориш вака така, значи сите параметри држат. Од кои што главни за мене, два главни, ако тие на некој начин не се подобро средат, нема да се успее во ништо. Што е работата? Значи, ние немаме прави докторанти, тоа е едната работа, и ние на некој начин немаме и да кажам, и прави професори, и таа интеракција на две негативни работи. Зашто немаме прави? Професорите малку посветуваат време на докторантите. Темите многу пати се посветуваат на некој, се одбираат теми каде што нема проекти за истражување и тогаш што проектите немаат толкава голема тежина, тоа се тие две работи. Класично, уште од мое време, нема многу. Кој беа порано докторантите? Сега почна и повеќе докторанти на некој начин ворено да се пријавуваат. Што беше порано? Докторанти беа заинтересирани асистентите. Асистентите, како што сум напишал колумната, асистентите немаат време. Кога ќе работат, како ќе дадат квалитетен докторат? Најчесто со административни работи. Они се со студентите, професорите нешто да им помагаат на терен таму за некоја апликација со индустријата, тоа е мода да се каже, и нешто слично. Имаш уште 4-5 работи, сега не можам баш, пошто не сум ја видел статијата, мислам кои што се исто многу клучни. Добро, нормално малце треба да се води сметка за да се побараат оние врвни кои што се у диаспората, да кажам, професори, сите тие работи. Да, ми текна. Многу е корисна работата да се користи. Ние не сме богато општество и опремата не треба да ни седи спакувана. Или ако е отпакувана опремата, тоа треба да ја користиме сите. Тоа е карактеристично и за Бристолскиот универзитет, и за една колешка сега ми спомнуваше во Германија каде што работи. Да, го спомнувате ви калифорнискиот модел. Тоа е идеален. Да, значи една колешка исто од Германија која што ме интересираше што мисли за овие 10, ја што ги викам. Заповеди, така ги вели. Така ги викам, 10 заповеди, вика, професори, тоа е најточно што ние, вика, а Германија е богата, ние користиме, не знам, еден Microsoft повеќе институти, а кај нас е тие апаратури затворени, што се вели. Тоа е таа работа. И го купува државата, го доделува на некого и тој си го чува како да е негова собственост, наместо да овозможи сите научници да го користат. Баш така. А
баш користење од повеќе институти е карактеристично за дури за овие богати, да кажам, факултети и универзитети. Сега кога го спомнавте моделот, тој ми е мене најинтересна, најпредизвикувачка работа. Некои викаат, не, тоа не е можно. Кога бев во Беркли, бев една година. Да, и тоа е многу добро интересно да го чујат гледачите. Јас се зачудив, бев во Беркли како професор во посета 1995 година, значи пред колку 30 години повеќе. Гостин бев на најпознатиот професор по базна изолација у свет и благодарение на некои контакти со него понатака направивме и овде некои научно-истражувачки проекти, затоа што таму бев во Беркли. И му викам на професор Кели, му викам, добро викам, што вие во UC Беркли, UCLA, UC Сан Диего, вика, тоа се универзитети во Калифорнија, посебен систем, и Калифорнија сакала да направи пандан на приватните универзитети како што е Станфорд со квалитет на професори и голем рейтинг и успеала, бидејќи UC Беркли е во граđевината секогаш на прво место у Америка, најчесто се наоѓа на првите 5 на листата на светската лига. 15 се американски. Да, обично MIT и Харвард се први, Станфорд е тука на трети, Станфорд е приватен универзитет. И што беше најинтересно, што можеби нашите професори не сакаат да го чуваат. Вика, ние сме платени само за 9 месеци предавање, бидејќи толку и предавање. Другите 3 месеци не ни даваат плата, такма него ние треба да ги извадиме парите преку научно-истражувачки проекти. Значи, индиректно они се приморани. Они имаат љубов за... Пазите, во науката, ако очекувам јас да направам пари, нема пари. Ние сме заљубеници у науката. Ја го имам кога пишувам една статија најмалку 5-6 месеци. Таму нема пари, може дури да ти ја вратат и да ти искритикуваат дури. Велите живеат за наука, не од наука. Живеат за наука, не од наука. Така да тие интересни моменти. Сега идејата овде ката е многу... Да, има позитивни примери многу во светот. Да почнеме ние од околината, не мора да одиме до Америка, но прашање е дали ќе се примена тука. Знаеме дека главниот проблем за тоа што не нема на тие листи е тоа што имаме многу мал број на трудови. Во една од изјавите министерката Јаневска кажа дека од 300 до 500 годишно отприлика имаме трудови, а за да влеземе на шангајската листа треба најмалку 1200. Дополнително проблем е што и тие што се објавуваат не се објавуваат во најпрестижните списанија научни за да бидат повеќе цитирани и тоа е еден од реперите кои се важни. Вие велите дека УКИ ме тргнат на многу една опасна насока да стане гимназиски универзитет. Тоа ќе излезе колумната утре. Вие дадоа подразбирате тоа гимназиски универзитет? Значи, прво би сакал да кажам, тие две работи се најважни околу што вреди да се дискутира и некои законите се малку или повеќе сосема добри, немаше потреба да се тега. Има уште некои ситнички кои што треба да се докоригираат. Али што е основното кој што дали не сака да се свати, дали не се знае доволно. Значи, критериум, повторно ќе повторам, Web of Science и Scopus перфектно. Но имаме и во Web of Science, имаме и во Scopus поделба на часописите од Q1 до Q4. Многу е важно во која категорија ќе влезе вашиот часопис. Q1 е најквалитетен, Q4 е вашиот труд, не часопис. Во која категорија ќе влезе вашиот труд? Еве наједноставно само еден пример. Ако имате во светот, да речеме, 100 часописи кои што се влезени во да речеме, во Web of Science, ако се 100, Q1 часописи се само првите 25, а Q4 се последните
од 100 Последната четвртина. Последната четвртина. Так, разбирам. Овие се со импакт фактор негде, да речеме, има едни фактори за препастувачки, да кажеме, во медицина имате часопис, мислам некој за канцер сега гледав. Импакт фактор 220. Тоа е нешто страшно, ама тоа се изузетно ретки. Али овие доле што се во последните 100, тие се импакт фактор 0,3, 0,2. А овие што се во Q1 се сите со импакт фактор Значи ние имаме проблем и со квантитетот и со квалитетот на трудовите. Сега. Значи, и со едно и со друго. Апсолутно и со едно друго. Апсолутно и со... И втората работа што мора да се, сепак за мене, кога се прави, тука е добро направено за докторантите, добро е направено за да ги повише стимулираат. Иако најтешко ќе им биде нив, како се вели, како он треба да печати во Web of Science свој труд, ајде, таму не мора него да му се бара Q1. Ја би рекол, него треба да му се бара Q4, бидејќи сепак докторант. Иако, еве, да си се пофалам сам со себе, ја штампав 3 труда во Web of Science цитирани часописи со Q1. 3 труда кога го работев докторатот во 1986, 7, 8 година, 9. Значи, за докторантите се бара Web of Science, тоа е прекрасна работа и уште поубаво е потенцирано тамо да биде прв или кореспондентен автор. А овдека за критериумите нови не се бара тоа. И тоа е мала, како да кажам, неправда. Еднако, односно треба да му не права, субодирање. Тоа може да остане све во законот, како што си е, но треба во тие подзаконски акти многу е важно како ќе се направи заедничката класификација на избор на професорите. Дека пазите, знаете, но сега уште е само да кажам, значи од област до област има голема разлика во импакт факторите. Повелете ве прекинав. Построгите критериуми за избор во ново звање сега се предвидуваат, ако добро е пренесено и добро разбрав, само за помладите научници. За редовните професори, вонредните професори, овие правила нема да важат. Тие нема да имаат некаква обврска да објавуваат во... Знаете што е? Во списание со вакви импакт фактори. Значи, критериумите се одлични за сите и пооштрени се за избор во редовни професори. И тоа е сосема во ред. Ама редовните нема да поминуваат процес на реизбор. Тоа ми е поентата. Значи, ако распоредот на професори или на академскиот катар на универзитетите е малце подрукшив, во тој случај све е перфектно. Но сега, јас бидејќи се спремав, бидејќи изгуби можда 4-5 месеци заради самиот институт и се некои цели студии имам направено и тврдам со сигурност дека 83%, ако сум сгрешил за некој процент, дека не ми замера, значи 83% од нашиот академски кадар се редовни професори. Остануваат можеби уште 2 до 3% вонени професори, уште 3-4 за доцентите. Скоро никој да не е казат. Малци има доценти, нема многу водени професори и сите се отприлike амнестирани. Проценката е дека... Новите критериуми ќе важат само за тие 17% практично. Па нема ни за нив да важат комплетно. Јас не го знаев, на крај го видов. Тој е единствениот вака малце поспорен. Велам. Мислите сака на овој начин владата да не предизвикува не можам да купува социјален мир некако? Видите, да ви кажам право, ја последните параграфи вчера ги видов и ми дојдоа доста интересни. Многу е можно, како да кажам, да
Па да не кажам, некои од највисоките во државата да не били доволно информирани за законите се во владина процедура, има се уште време за да тој параметар, се дискутира. значи спрема последната, да кажам, вака малце лошо звучи, амнестија на академскиот кадар, овие строги закони нема да се афектираат можеби за наредни 8 години, на некој начин. Значи да не очекуваме резултати нешто преку ноќ. Па не, малце ќе се, еве, убаво е што ќе се бара од докторантите, ама имаме малку докторанти. Клучот е ајде сега да не ги критикувам професорите, за да можат и они да продуцираат трудови, треба да имаат многу докторанти. И тогаш, ама не е баш тој случај кај нас, би рекол. Добро, кај нас постои некој општо мислење дека колку професорот е повозрастен, тоа е поквалитетен и подобар. Дури системот на некаков начин го легитимира тоа, му овозможува комфор, го наградува статусот, не толку резултатите, не бара некои посебни резултати, но вие предлагате тука едно радикално решение на 60 години да се прави пресек. Тоа е одлично, го заборев. Сега на 60 години да се прави пресек, па да се види, се заповестите. ако нема резултати, да оди во пензија професорот. Па апсолутно е правилно. Пазите, порано се идеше, колку беше, на 64 години. Сега идат професорите кои што не се бара од нив ништо да работат на 67. Во Словенија имам многу добар пријател, Питер Фајф, академик е. Викам у пензија, вика за мене нема лимит. До кога сакам, до тогаш ќе идам. Али контролата, чекирањето треба негде до 60. Ај што си направил до 60, што сега ќе те пуштам, пуште до 67, толку ми требаш. Не ми требаш. И онака има премногу редовни професори. Побргу да си одат, нека дојдат млади доценти. Ама нема докторанти. Има 2-3 докторанта, тоа се асистентите. Тука се проблемите. Добро, вие иако пред 10 години уште ги исполнивте условите за пензија, се уште не сте во пензија. Не сум. Да, сега имате ваш институт. Да. Ќе се обидам да го кажам точно, за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Да. Овие закони го афектираат на некаков начин и вашиот и сите други институти приватни кои постојат во земјава, и тука се предвидуваат многу построги критериуми. Например, наместо како досега 5 вработени од кои 2 доктори на науки, сега се бара да има најмалку 10 вработени од кои 5 да бидат доктори на науки. Веројатно државата тргнува од претпоставката дека ако има повеќе квантитет, ќе има повеќе квалитет, па ќе биде ли така? Мислам, обратно би требало. Квалитетот е важниот, а не квантитетот. Сега ќе бара практично мини факултети да бидете.